Здраво на сите, јас сум Драги Стојковски и ова е Македонска ера трета, поканета од. Овој пат сме поканети од Андон Попчотров од Струмица, македонски бранител од 2001 година и припадник на лавовите. Здраво Андон и благодариме на поканата. Добро вечер, поздрав до сите браќа и сестри македонци. Мило ми е што на еден начин, ера трета најде време, најде внимание, да не посвети на нас бранителите од 2001 година. Огромно благодарам до ера трета македонска и посебно до председателот до Горан, затоа што Горан го осеќам дека е исти човек како мене. Пред се вистината, нема бубање на памет или читање на некои, како да кажам, предходно припремани, листови, па да чита, па да зборува, па човекот си е природен, млад, талент, му верувам, тоа што го збори од срце и затоа и ве поканим, да ме посетите и на еден начин да питам гостин кај се во македонска ера трета. Да. Накратко запозна ги нашите гледачи. Кој е Антон Попчотров? Антон Попчотров, за него се вртат многу работи. Бев припадник и во С3, тоа е една посебна единица, бев припадник извесен период во СЗ Тигар, бев припадник во лавовите, снайперист. Сега, каков таков снайперист бев. Некои ме рачунат за еден од најдобрите, ме рачунат како легенда во Македонија, но јас сум си тој обичен Андон и ти велам, ми вика, психо ми вика, затоа што не по друго, него онаму кај што паметен човек не флегуваше. Ти флегуваше. Пред се Македонија, не си ги жалепме животите 2001 година, не размислувавме за тоа дали ќе останеме инвалиди или не, него битно ни беше да си ја исполниме задачата и да бидеме достојни на она што ни е доверено и на она што треба да го сториме и што треба да го завршиме. Да. А кој годиште си? Која година си роден? Јас сум Драгане 63-та година, роден 3 ноември, Шкорпија. И на Етвит, и оно што ќе го зацртам во главата, тоа е. Сакам да објаснам нешто. Сакам да објаснам на грото, цела македонска јавност, ги знаат овие работи, меѓутоа друго е кога ќе се спомне, кога ќе се каже. Ние 2001 година се споделувавме на борци, пази, зборам борци, не зборам бранители, зборам борци, бранители и луѓе кои што доаѓаат, да ги обличат униформите од интерес. Сега, како ќе ти го објаснам ова? Прво, тие што бевме во униформи, нас не затекна 2001 година, таа војна не затекна, меѓутоа имаше и мобилизација. Сите тие луѓе што се мобилизираа и што тргнаат на првата борбена линија, прво да им кажам на целиот македонски народ дека тие луѓе не знаеја дека ќе имат некоја дневница и дека ќе имат некоја, како ти кажем, некоја помош. Тие бараа пријатели, мислителски комбинати, да кажеме Куманово или Прилеп, за да имаат цигари, репус цигари, колку да можат да обстојат на тие терени. Затоа што кога се одеше на терен, се одеше по 2 месеци, по 3 месеци се одеше на терен, немаш пари за цигари, немаш од кај да најдеш цигари, немаш од кај да најдеш некои други работи. Тие луѓе не отидоа за пари горе, тоа ми е зборот. Затоа што не ни знаеа дека ќе имат дневници и дека ќе се дават некои бенефици, дека ќе се дават некои плати. Затоа бркаа пријатели да наоѓат барем да им носат некој цигарче, да им донесат по нешто, да имат да пушат, да запалат по нешто. Сега, она другото што сакам да го појаснам. Имаше и такви случаи, да како Филип Петровски, например, убаво се сеќавам, ќе се облечеше во униформата и тоа ќе дојдеше во Стенковац, во базата, во 8-9 сат од Сабали ќе облечеше униформата, ќе испаднеше од Стенковац
во 4 саат ќе се вратеше, ќе ја соблечеше униформата, страпно беше униформата да ја однесе дома во станот, луѓе. И сега овој Филип Петровски ми изиграва некоја величина, ми изиграва некој патриот, тој скокаше од столче на столче. Тој беше само за да дојде до власт, да дојде до, значи да дојде до стол, да дојде до да биде нешто. Која е разликата измеѓу него и Александар Пандов? Александар Пандов, значи ја облече униформата, меѓутоа беше со нас на терен. Колку време ние бевме на терен, толку и тој беше на терен. Никогаш не се пожали, никогаш не рече, луѓе, аман бе, чекајте малку. Не. Да. Значи тоа ми беше зборот, значи имаше бранители, имаше луѓе кои што не сакаат да одат на терен, меѓутоа беа по пунктови, беа по иако и тие места беа ризични. Меѓутоа, значи не сака отворена борба, меѓутоа се сака на пунктови, на такви работи. Значи имаше такви бранители, имаше бранители кои што non-stop беа во акција и кои што значи дома не си одеа по 3 по 4 месеци не се доаѓаа дома. Да. А имаше и такви како Филип Петровски што ќе облечат униформата и идеме кебе. Ние сме бе. Да. Сваќаш? Имаше такви кои што крадеа нафти од камионите, имаше такви кои што беа затоа напомнат, значи од интерес ќе облекуваа униформите. И затоа не сакам сите да не стават во еден кош. Тоа знае цела македонска јавност, го знае тоа, значи не сакам сите да не стават во еден кош. Меѓутоа, тие што бевме борци, значи бевме борци, имаше, значи, бранители, ти реков, кои што беа по пунктови, иако опасни места, нели, меѓутоа беа по пунктови, а имаше и такви, значи, од третата врста. Да. А ти веќе влезе во што ја би сакал да го прашам второто прашање, а тоа е каква беше вашата вклученост во војната 2001 година? Значи, мојата вклученост во војната 2001 година, јас бев на теренот, значи, кога ќе патиш целиот терен и ден денеска се уште го знам, значи, од Лојане, кога ќе панеш од Тапановце, се спушаш надоле, значи, доаѓаш до Сува река, доаѓаш, уствари, прво Рудничка колонија, па Сува река доаѓа, па Баксинце доаѓа, па Скупчине доаѓа, па Ропалце, Матејче, Љубодрак, значи Никуштак, Виштица, после доаѓа Грушино, па Рачиново. Значи тој дел, целиот. Значи, нема место кај што не бев отишол, кај што не бев, значи, присуствувал во борбени действија. Да. Сакам исто да го кажам целиот македонски народ да го знае и ова. Значи се случуваа работи, ќе ти дадат листови, паци на луѓе кои што треба да ги убиеш, пошто си снайперист. Меѓутоа што се случуваше? Ќе одиш да ги скинеш тие двајца и ти се јавуваат пријатели кои што веќе дознале, а пази, тоа е наредба од генералштабот на Арама. И доаѓа, значи, до некои пријатели кои што веднаш ти звонат на мобилниот и ти се јавуваат: психо, чекај, правиш грешка, овие се наши луѓе. Зошто? Генералштабот сака да ги скине, тоа не ми е познато, меѓутоа има причина зошто сака да ги скине. Изборам поточно за Моме Селјак и за како се викаше од Куманово. Нема веза. Двајцата требаше да се скинат во Матејче, меѓутоа другар еден добар ми се јави, ми рече: пази, значи тоа се наши луѓе. Тие луѓе не обезбедуваат со најновите, значи, елеци, борбени елеци и такви работи од Србија. А зошто? Генералштабот сака да ги скине, значи мора да сака да прикрие некои работи што не им одговараат. Да. И тогаш, после, пола саат време ми се јавува, значи, командантот Јобица Трајковски и ми вели: психо, публикувај се, значи, кој ти даде наредба за ова? Му кажувам, викам, му се јавува од генералштабот, подполковник еден, нито го знам, нито го познавам, тој ми даде наредба, тој, значи, се видовме со него, ми даде листови, значи, да Ромео, сега ми текна, значи, на името Ромео од Куманово, Ромео Живич, мислам дека така му беше презимето, значи, ми даде, викам, листови, значи, од
одлицата на двајцата и ми рече дека ќе бидат, значи, во првата куќа десно, во Матејче, и кога штом се појават, веднаш треба да ги скинат. Да. Значи, еве такви работи се случуваат. Други работи кои што сакам да ги кажам, пример, од генералштабот на АРМА се даваше наредба на 120-ките хаубиците и на 105 мм хаубици да пукаат во Слупчене, а оствари требаше да пукаат во Ваксинце, затоа што терористички групи имаше во Ваксинце. Меѓутоа, значи, тие не ја даваат точната локација, него даваа локација на сосем на друга страна се пука. Затоа имаше наши команданти, не сакам да ги именувам, кои што со овие, знаеш, малите метални лопатчиња што се ги кинеа жиците и не ги слушаа командите од генералштабот, него действуваа, значи, по кажување на извидницата. А извидниците беа, значи, така како мене, снайперисти, значи, избацени луѓе во, значи, како ти кажам, во непријателска територија, кои што гледа, пратеа и обавестуваа кај се наоѓаат терористичките групи, локации дава, значи, азимуте дава точни локации, кај се наоѓаат моментално терористичките групи. И затоа, значи, тие наши команданти, неколку што беа струмичани поготово, ги кинеа жиците со лопатите, немаат контакти со генералштабот, ете, видовме, приметивме униформирани лица и тука гаѓаме. Значи, тоа е, како ти кажеме, на тајна, што може да ја потврдат, значи, сите хаубичари, сите што беа, значи, на тие позиции, поготово највише зборам за АДЖТП. На АДЖТП таму беа сместени, значи, 105 мм хаубици, 120 мм хаубици. Дел од нас имаше на белгијски камп, тоа ти е горе на Скопска Црна Гора, кај што се гледа цело Кумановско. Некои беа на ова, кажеш го, Алашевци исто така над Слупчена горе, значи на Скопска Црна Гора, кој што е поблизу до теренот кај што се војува и има подобра прегледност, значи, за разлика од тие што се наоѓа на АДЖТП на рамнината. Од тие се на повисоко и точно ги согледуваа некои работи кои што тие што беа на рамното доле, значи на АДЖТП на аеродромот, на спортскиот аеродром, не може да ги видат тие работи. Да. Секој што беше 2001 година горе, значи секој имаше срце и душа и секој одиде за Македонија. Меѓутоа, имаше такви како Зоран Заев, кој што ги одбива позивите, се крие во Дојран, се крие во Струмица, во Гевгелија, во Грција, да не ги добијат позивите, да ги вратат позивите. Сега истите тие, тоа ми е највише криво, истите тие што се кријат 2001 година, истите тие мочат од високо и идеме, за кого бе? За која Македонија бе? Зошто вика ти се бориш? Да. Зошто се борев? Јас се борев таму за моето дете. Јас се борев таму, Драгане, за твоето дете. Јас се борев таму за децата на сите мои комшии, на сите мои пријатели и на сите вистински македонци. Значи, ние не отидовме таму за пари 2001 година. Не отидовме ние за Македонија да ми каже фала. Не сакам да ми каже фала. Ние отидовме затоа што моравме да бидеме горе и моравме да ја одбраниме Македонија. Кој како сака нека ме свати, кој како сака нека ме разбере. Вистината е тоа. Значи, ние бевме тие што на еден начин ја одбранивме Македонија. Да. Војствено ги поразивме шиптарите, иако ние не се боревме само против шиптарите, ние се боревме фактички против американците. Американците тие со безпилотни летала, со хеликоптери, че не наблюдуваа, ги забележуваа нашите движења, ги забележуваа нашите, значи, кај се наоѓаме нашите позиции и им дава информација на шиптарите, а шиптарите не напаѓаа. Да. Едно нешто што сакам да кажам. Тоа е, Драгане, што сите мои другари, сите мои пријатели што загинаа на курвински начин од нагазни мини и од заседи. Значи, не загинаа во вистинска борба лице во лице, него загинаа на курвински начин од нагазни мини и од заседи. Бејце, Карпалак, да не ги набројувам. А може и предавства, може имаше и предавства во тоа време. Молим? Може имаше и предавства за вашите положби, каде бевте, кај се наоѓавте? Значи, кога беше Карпалак, што требаше да биде? Тоа
отпосле се дозна, значи от кога загина децата, от кога загина резервистите от Прилепските бранители, от кога загина, значи трябваше първо да помине Тенковският конвой. И патът беше целият миниран, трябваше значи сите тенкови да се спалят. Да. Толкова беше миниран патът. Значи те отпосле се открие колко е миниран патът и що е трябвало, що сакали шиптарите. Шиптерите нямат мозък за това да го направят. Албанците, за албанците мислиш? Не албанци. Драгане, албанци се во Албания. Това на секој да му е ясно. Косовари се во Косово. А отдека кај нас се шиптери или геги. Значи немој да се залъжуваме и да ги правиме оно што не са. Значи пак ти повторам, албанци се во Албания и затоа се викат албанци. Како може сега шиптер да биде албанец кога живее и кога е роден во Македонија? Ај кажем. Значи треба малку да ја согледаме истината како што си е. Да. Имав, значи, ќе ти кажем и ова. Значи на теренот се среќававме со шиптери, стари, овчари. Знаеш што кажуваат, Драгане? Синко, ако ми го видиш стапот, овчарскиот стап, кренат нагоре, знај дека има косовари во близина. Не збореше има шиптери, има терористи во близина. Збореше има косовари во близина. Ако видиш дека од селото испаѓаат трактори со були, со значи, жени, со деца, фамилиарно дека го напуштаат селото, знај дека во селото има косовари. Не збореа дека има терористи, збореа дека има косовари. Што работят косоварите? Пример да кажеме, еве, Нераште и Доброште. Нераште е едно многу ситуирано село, шиптарско, 100%, сите се во Швајцарија, во Германија. Другото село е по-бедно, значи тука се шиптарите, се тука во селото се овчари и тоа, она ти реков ми рече. И сега што се случуваше? Косоварите влегуват во една од најбогатите куќи. И им кажуваат, или платите толку пари, или ќе почнат од прозорите да пукаат од куќите. Нормално, кога некој пука врз мене, јас му возвраќам со огненот. Така? И куќите партове правим. Ако нема никој во куќите, тогаш го фаќаат за најстариот и му велат или пари, или детето, прва борбена линија, или братче булата ќе ни ја пуштиш, па Господ нека ја напомош. И затоа, значи, булите ги и децата ги напуштаа селото, бегаа, значи. Значи, пази, не се сите прсти на раците исти. Значи, имаш некој поголем и некој помал, значи, и меѓу нив имаше луѓе, не ги оправдувам, не ги тоа, значи, и меѓу нив имаше луѓе, и имаше и не луѓе. Али, грото, војната што ја правеа во Македонија, тоа беше од косовска страна. Значи, Борис Трајковски им даде и пасоши, им даде све, ги прибра во Македонија, ги спаси од екзодус, што се вика, и тие ни возвратија со војна. Тие ни возвратија и сега се, значи, главните УЧК, сите команданти што им беа, сите се во парламентот и сите ни ја кројат судбината на нас македонците. Значи 12% или 13% шиптери во Македонија да кројат судбина на 80% народ. Кај го има тоа, во која земја, во која држава го има тоа? Да продолжиме со интервјуто понатаму. Во војната за сочувување на територијалната целовитост на Република Македонија си го дававте здравјето, а некои од вашите соборци и животот го дадоа. Што по војната? Како државата ви се одложи на вас бранителите? Значи, сега, државата крена раца од нас. Јас не знам, пак ќе се навратам, значи во почетокот реков дека ние не отидовме таму за државата да бараме нешто од државата да ни помогне или било што, или не бараме, значи да ни се врати со реципроцитет. Меѓутоа, барем државата да се одолжише на тие што загинаа, да им се одолжише на нив, да им кажеш едно, да се поклонат и да кажат едно благодарам. Тие се поклонуваат на плочите, меѓутоа тоа е само поклон, обичен поклон, да собират поене, политички поене на плочите.
Зошто? На оние што загина им дадоа пари, а после тоа ги натераа тие пари да ги враќат како еден вид кредит. Да. А за Која е таа држава? да. Јас знам, извини што ќе те прекина, знам и во Хрватска, и во Србија, секаде беше исто. Значи секаде го имаше тој синдром за бранители. Да. Меѓутоа Хрватите донесоа закони. Значи после 15 години, ама важно ги донесоа тие закони за бранителите. Бранителите во Хрватска се заштитени. Во Србија не. Во Србија ги испозатворија, исто што не затворија наши, значи во Македонија, така исто се случуваше и во Србија. Значи само Србија и Македонија останаа држави кои што не се грижат за своите бранители. Било да е тоа ВМРО ДПМН, било да е тоа СДС, а СДС не ги не рачунаме веќе тие се предавници и како такви ќе се скапат, меѓутоа Господ е голем ќе им плаќа. Не знам кај ќе има од душите, али редно време е некој да се запати за тие бранители. Не спорам, значи, како ти кажа, не сакам погрешно да ме сватат, да мислат дека ја барам помош или нешто друго, него за бранителите, за тие што го дадоа животот, за нивните деца, за нивните фамилии, за нивните сопруги, значи, оние што не беа женети, за нивните татковци и мајки кои што и денска се уште ги гори во срцето. Ти да се дадеш чедо, да ти загине чедо, и потоа никој да не се да не дојде да ти изрази сочувство, да ти каже едно фала за тоа дете. Тешко е, брат. Да. Но нормално не е тоа вишок да се бара, нормално во секоја нормална држава, тие што се жртвувале за својата татковина, ако погинале, нивните семејства, тие што преживеале, тие нивните семејства, мора да бидат обезбедени на некој начин. Тоа не е никаква срамота да има закон кој ќе обезбеди. Дали воопшто добивте? Дали воопшто добивте и какви поволности добивте после војната? Ништо. Не, ништо. Не сум ни тражал, не сум ни барал, едено што барав, значи барав од државата го барав да ми се даде мобилност во државна болница во Скопје, барав да ми се даде мобилност, пошто ја немам ногата, нели десната нога ми е ампутирана. Дојде шиптар, со мене влезе, му беа ампутирани прстите само. Значи ногата му стоеше, другиот дел од ногата му дадоа мобилност. На мене ми вика, ти за месец дена ќе ставиш протеза, мобилност не ти треба. Од тогаш, од кога ми рече дека јас ќе ставам протеза, поминаа веќе 2 години, значи тоа беше 2019 година. 2 години помина, јас се уште немам ставено протеза на ногата, се уште мојата нога крвари, се уште мојата нога, значи, е отечена, не е како што треба. Последниот пат, кога бев во Систина, значи, тоа е пред месец дена, значи нема кој да ти единствено што ми помогна, значи пријатели кои што собираа крв за мене, кои што даруваа крв, кои што пријатели кои што даруваа некоја пара за да може да ги платам трошковите во Систина. И сега некој ќе се праша зошто одиш во Систина на приватно, зошто не одиш во државна болница. Јас повеќе пати објавував по Facebook крвавите нози и двете ги сликував, значи како крварам по плочките во државна болница на травматологија. Меѓутоа ми викаат, ради COVID-19 ние ништо не можеме ние да те пребрземе. Ја крварам обилно, значи обилно крварам и тие ме праќаат во градска болница, од државна, значи болница од травматологија ме праќаат во градска болница. Одам во градска болница, од таму ми викаат чекај. Има хитни случаеви, чекај. А ја крварам, луѓе. Да. И која е таа сила, која е таа снага, јас во колата влегувам, стигнувам тука на, не знам како се викаше таа улица, и се забодувам во живата ограда, затоа што изгубив, како ти кажа, свест. Свест, да. Значи, привремено свест и со колата, значи, удрив во живата ограда. Скопјани ме гледаа како да сум издрогиран, како да сум пијан, едва и некако ја извадив колата од живата ограда
И тие пријавија во полиција, еве пијандора една струмичка, удри во живата ограда. Јас стигнав во Систина. Само што стигнав во Систина, стигнаа и 2 полициски возила. За среќа од овие полициски возила имаше полицаи што познаваа. Затоа реков што во почетокот, значи јас сум една енигма што ја познаваат сите. Значи полицајци, стари полицајци и стари припадници на специјалните единици сите не знаат. И кога ме видела луѓето, психо, што е бе? Ама ја веќе паднав. Ја и веднаш истрчаат, значи со количка, истрчаа со како ти кажам, значи со не со количка, него со кревет еден. Значи ме ставија на кревет и веднаш на операција. 18 чишиња крв примет. 18 чишиња крв примет. Ти да примеш 18 чишиња крв, значи дали можеш да претпоставиш колку крв се изгубил, значи што бев во државна болница, што бев во градска болница и од градска болница што се опетек кон систем. Да. И пример, ако умре, што ќе беше? Па ја те искрварат. Да. Ќе преземете некоја одговорност. Филипче ќе одговараше тогаш. Сигурно не. Таков е. Тоа си е, Филипче. Заедно, тие се исти. Со какви предизвици се соочувате сега моментално? Секојдневни предизвици? Драгане, секојдневно. Значи, секојдневно, прво, рачунај дека месечно давам околу 3,5-4 денари само за лекарство. Количката што ја имам, иако возам, значи, возам кола, меѓутоа од колата во количка или на патерици некако, али тешко се движам со патериците, повеќе со количка, сега и количката не се скрши. Колата може да ја возам затоа што седам на седиште, може да ја возам. Сега што правам? На ампутираната нога се ги ставам војничките чизми, бутам крпи, најлони, свештари и бутам внатре, за да може ногата да биде позацврстена, ја стегнувам со каиши, така да можам да ја контролирам и гаста и кочицата. Затоа што немам пари да давам за такси едно одење до болницата и враќање назад до кај мене до мојот дом и околу 200 денари. И јас ако секој ден давам по 200 денари за такси, кај ми е крајот, бе, брат? Да. Сега последниот пат што бев во Систина, значи за 10 дена, сакаш верува и сакаш не, платив некаде околу, не знам колку беше точно, 400-500 евра, тука некаде беше. Тие пари ги платив по тоа што подигнав 3-4 пензија, а пензијата, инвалидната пензија ми е 7200 денари. Значи кај нас во Македонија една нога или една рака, а раката еве каква е, значи левата рака е цел деформисана. Значи кај нас една нога и една рака вредат околу 7200 денари. За вас тоа е непојмливо, за вас е несватливо. Каква помош очекувате и што се ви е потребно? Ништо не очекувам, Драгане. Ништо не очекувам. Едноставно сакам да дојде во Македонија човек, значи што ќе ја предводи Македонија и таа Македонија што ќе ја направи да биде држава. Значи што ќе се грижи не само за правителите, што ќе се грижи и за сиромасите, што ќе се грижи за целокупниот македонски народ. Значи оваа држава Македонија може да биде Швајцарија. Многу пати некои ми велат, ние од диаспората пратевме огромни пари. Да, вие пратевте огромни пари. Меѓутоа кај завршија тие пари? Кај Страшо Лунчев, кај Филип Петровски, кај Жарко Христијанско братство, кај Страшо Лунчев, кај Бачев, кај луѓе кои што гледаат да се дотерат, гледаат да излезат на митинзи, да зборат, значи, ќе тропаат глупости, било што ќе обеќаваат, ќе зборат. Јас затоа на диаспората секаде реков, луѓе, не ни требаат пари. Абе дај, еве, ти си од Канада. Абе дај бе луѓе, пратејте ни 5 души. Значи еден председател на државата, еден премиер на државата, еден значи министер за финансии, еден за Министерство за одбрана и еден за Министерство за полиција. Абе не ми треба друго, не ми треба пари. Еве и телефонот ми падна. Ако, нема ништо. Добро, тоа е друга тема
на разговор. Кажи ми на крајот колку вашите барања и потреби како бранители и тебе како посебно како лице што и стопалото го немаш, колку вашите барања и потреби се вклучени во акцијскиот план на Македонска ера трета? Значи, спрема она што го прочитав од Македонска ера трета, значи, како ти кажам, значи, истото она што јас го размислував, истото она веќе дава одговор, значи, Македонска ера трета ми дава одговор на сите прашања и на сите, значи, како ти кажам, Размислувања, значи, идеи. да, да. Јас верувам во Македонска ера трета и знам дека веќе ВМРО, ДПМН, значи, греф е што се употребува зборот ВМРО. Значи, ВМРО, ДПМН беше некогаш. Сега веќе ВМРО, ДПМН не е тоа што беше некогаш. Но и сите ние македонски патриоти сме ВМРО. Но ВМРО на Гоце Делчев. Секој вистински македонец е ВМРО. Така е, така е. Тоа да се разбереме. Да. Али, греф е да се употребува, например, во некоја политичка партија ВМРО. Греф е. И треба со закон тоа да се забрани. Затоа што ВМРО се знае, изворното ВМРО се знае кој е тоа. Да. Значи, сите сме ВМРО. Андон, да привршиме. Ти благодарам на поканата и разговорот и се најдобро. Драгане, има уште многу да се кажува. Да. Сакам да ја објаснам уште многу работи. Меѓутоа во некоја друга прилика, јас сепак ви благодарам и на вас и благодарам на Македонска ера трета што се грижи за нас бранителите, што се грижи, значи, што знае што сака и што ќе направи ако дојде, значи, начело ако дојде на власт, значи знае што треба да направи. Значи има акционен план, има значи има како ти кажам, има визија. Значи има визија. Одговарат не само на моите прашања, него и на стотици други бранители што се одговараат на прашањата од стотица. Значи ние некаде 2001 година 12,000 бранители. Тоа е една огромна бројка. Да. Се придобијат тие бранители. Тоа е една огромна бројка. Да. Благодарам. Тоа се многу не излажа. Од многу мина бевме излажени, бевме, значи, како ти кажам. Али сега, кога гледаш дека некоја партија, да ја кажем, нели, некоја партија која има акционен план, која има значи визија како да ги реши проблемите во цела Македонија, па тогаш ќе и даде шанса на таа партија. Сигурно. Напред. Така е. Благодарам, Антон, и се најдобро. Се најубав и светол ден. Поздрав, брато, поздрав до сите македонци, до сите браќи и сестри.